Владата ги интензивира инвестициите во образованието. Се реконструираат студентски домови, саградат и спортски училишни сали. Во првата фаза од проектот за обнова на студентските домови во Македонија, целосно нов лик ќе добијат Кузман Јосифовски Питу и Стив Наумов во Скопје. Студентите ќе добијат модернизирани соби и современи читални. Објектите ќе имаат нови инсталации, фасади, системи за грејење и ладење, како и поставување на фотоволтаични панели, со што ќе обезбеди подобри услови за живење и учење на студентите. Сместувањето во Кузман ќе започне идната година. Опфаќа овој проект 3 фази. Во втората фаза ќе бидат реновирани домовите во Охрид, во Штип, во Прилеп и студентскиот дом Сенич, а во третата фаза студентскиот дом Гоце Делчев и студентскиот дом во Битола. Тоа значи дека ќе бидат опфатени сите домови во Македонија. Според премиерот Мицкоски, инвестициите во образованието се инвестиции во иднината на државата. За нас е важно да се заврши овој проект и да конечно младите луѓе, студентите добијат, јас би рекол, повеќе од добри услови за сместување, барем од тоа што успеавме да видиме една просторија како сето тоа би изгледало внатре. Мислам дека и вашите сниматели тоа го проследија. Споредено со тоа како било порано, станува збор за огромна разлика. Покрај студентските домови, владата работи на подобрување на условите во основните и средните училишта. Ке се градат 15 училишни спортски сали ширум државата. Во моментот, ако не се лажаме, при крај тендерската постапка за 15 училишни спортски сали за реконструкција на истите во 14 општини, во сите региони. Така што се надам дека со завршување на новаа постапка дополнително ќе се додаде вредност и квалитет во рамките на образовниот процес кај нас во Македонија. Покрај инфраструктурните проекти во секторот образование, обезбедени се учебници за сите предмети, а наставниците добија и покачување на платите.